Во ред, јас ќе зборам сега на една тема за која што бев потикнат некаде минатата среда додека проучувавме текст од Дела апостолски. Ако читаме во Дела апостолски, ние сега во средите и четвртоците ги проучуваме глава по глава, текст по текст, и стигнавме до 20 глава, некаде 25 до 27 стих. Апостол Павле всушност се збогува овде со ефесјаните, со верниците од Ефес, и тој знае дека ова му е последна средба, затоа што му е наговестено од Свети Дух дека во Иерусалим ќе биде заробен, потоа тој беше однесен во Рим и знаеме дека таму беше погубен. И затоа во неговата последна средба тој ги нагласува работите што смета дека се најважни. Вели, ете сега јас знам дека нема повеќе да го видите лицето мое, сите вие меѓу кои што одев и го проповедав Царството Божие. Затоа во денешниот ден ви сведочам дека сум чист од крвта на сите, бидејќи не пропуштив да ви ја соопштам во целост Божјата волја. Една фраза малку чудна, и дискутиравме за неа минатата среда во Кавадовци, тука не сме стигнале се уште, па еве ќе ви биде однапред објаснето, ќе имате објаснување. Павле кажува, чист сум од крвта на сите. Не знам како го разбирате ова нешто. Малку морбидно звучи, каква крв, за каква крв зборува Павле. Вели, сакам да ви кажам, еве во ова последна средба дека сум чист од крвта на секој еден од вас. И малку појасно ни е во следниот стих, во следната негова изјава, вели, бидејќи не пропуштив да ви ја соопштам во целост Божјата волја. Павле овде всушност зборува за тоа дека тој ја смета дека е ослободен од одговорноста за душата на секој еден, доколку заврши во пеколот, затоа што вели, од моја страна, јас на секој што имав прилика, на секој му укажав за Господ Исус. На секој му го споделив Евангелието. Затоа сум чист од крвта на сите. Ако некој заврши во пеколот, крвта негова да не ја барате од мене. Јас, мојата одговорност ја завршив. Ја сваќате поентата на Павле. И токму затоа денеска сакам да зборувам за тој наш однос кон Евангелието. Има во Алфа курс, оние што сте го поминали, има една лекција која што се вика зошто и како да им кажеме на другите. Така е насловот. И насловот не кажува многу, само вели зошто и како да им кажеме. На што се мисли, што тоа да им кажеме. Но се мисли на Евангелието. И оваа лекција има за цел да ни одговори зошто треба да им кажеме на другите и како. За жал, многу пати ние како христијани се уште не сме стигнали ни до прашањето зошто, а не како. Многу христијани сум сигурен дека не седат дома и размислуваат како да им кажам, како да им кажам. За жал, денеска голем дел не ни размислуваат дека треба да го споделат Евангелието. Зашто? Затоа што ние се уште сме до прашањето зошто. Се прашуваме зошто па има потреба да им кажам. Или може би до прашањето дали воопшто има потреба да им кажам. Ние се уште се замараме со овие прашања и во времето во кое што живееме, се помалку, за жал, црквата е активна на ова поле. Дури поединечно верниците. Еве, скоро е правено едно истражување на анкета помеѓу верниците во Америка, кај нас еве ги немаме тие анкети, но еве чисто за споредба, на тоа истражување се покажало на таа анкета дека 70% од младите во црквата сметаат дека не треба да се споделува Евангелието. Тие сметаат, тоа не е моја работа и зошто јас да наметнувам на некој друг да му кажам. 41% од испитаните кажале дека во последните 6 месеца на никој немат кажано за Исус. Значи го немат споделено Евангелието со ниту еден нивни пријател. 60% од испитаните верници кажале дека немат покането никој на црква. Не се решиле никогаш никого да поканат да дојде на црква. Ова покажува дека во голема мера денешните христијани, барем во Америка, се надам дека тука не е така, не размислуваат многу за тоа дека треба Евангелието да го споделат со друг. И затоа неминовно се покренува прашањето
добро, зошто да го споделиме Евангелието? Зошто има потреба? Апостол Павле на ова прашање е многу јасен во текстот што го читавме. Дури ако го читаме динамичниот превод, во динамичниот превод тој го објаснува многу подобро. Таму не се вели чист сум од крвта на сите, него се вели ослободен сум од одговорност, мислам дека така нешто беше. Павле вели, да знаете дека ако некој од вас заврши во пеколот, јас за тоа вели не сум одговорен. Дали тој воопшто не е одговорен? Не. Но вели не сум одговорен зошто? Затоа што не пропуштив на сите да ви кажам. Затоа ослободен од одговорноста. И со самото тоа нешто тој ни кажува дека не е одговорен, туку сосема спротивно, тој има одговорност на секој да му каже. И тој е неговата одговорност како христијанин. Павле бил свесен за таа одговорност, си ја исполнил таа одговорност и затоа сега вели јас сум слободен. Ослободен сум од одговорност. Дали сте размислувале дека споделувањето на Евангелието е одговорност? Ние сме одговорни. И тоа значи дека еден ден од нас ќе се бара, Бог од нас ќе бара сметка за тоа дали на некого сме му кажали не. Ние еден ден за тоа треба да одговараме. Еден ден Бог ќе дојде кај мене и ќе каже: Горан, ти живееше на таа и таа улица, спроти тебе имаше еден човек, твој комшија, кој што се викаше, не знам, Атанас или Ристо или какви да е, за сите 20 години ти ниту еднаш не му кажа за мене. И јас те држам одговорен. Овој човек сега ќе заврши во пеколо, ти не му кажа. Ти не му кажа за мене. Ова ни го кажува Павле. Павле вели дека ние сме одговорни. Имаме одговорност да им кажеме на луѓето за Евангелието. И затоа Павле вели, јас сум чист од крвта на сите. Но што ако не им кажеме, дали тогаш сме чисти? И од каде доаѓа оваа фраза што Павле ја користи, што вели чист сум од крвта на сите? Доаѓа од Стариот Завет, ако читаме во книгата Езекил, 33 глава, таму на едно место, во книгата Езекил, од 7 до 9 стих, Бог вели: Сине човечки, јас те поставувам тебе како стражар над израелскиот народ. И вели, ако видиш некој помеѓу твоите браќа, ако видиш некој кој што оди во смрт или кој што живее во грев, и ти не го опоменеш, вели, душата негова ќе заврши по пеколот, но јас крвта од него ќе ја барам од тебе. Неговата крв ќе ја барам од тебе. Но вели, ако ти го опоменеш и тој не се поправи, тогаш вели тој ќе заврши во пеколот, но јас нема да ја барам крвта негова од тебе. Гледате овде, Бог јасно ни кажува дека ние имаме одговорност да им кажеме на другите. И затоа Бог ќе не држи одговорни до таа мера што крвта нивна ќе ја бара од нас. Со други зборови, нас ќе не суди за тоа нешто ако ние не сме кажале на некого. Ако ние сме ја пропуштиле приликата. Сега, ајде малку да се споредиме со Павле. Павле кажува овде една храбра изјава. Павле вели, јас сум чист од крвта на сите, затоа што не пропуштив на некој од вас да ви го кажам Евангелието. Сега ќе ве прашам вас, не мора да ми одговорите директно, но еве сакам да се преиспитате во себе си. Дали можеш да го кажеш истото заедно со Павле и да биде вистина? Преиспитај се колку пријатели имаш во твојот живот. Имаш околу тебе веројатно пријатели, роднини, колеги, некои со кои што се дружиш, комшии. Дали можеш да кажеш јас сум чист од крвта на сите нив, бидејќи не пропуштив да им кажам? Ајде прашањето да го направиме малку по-благо, по-милостиво. Во колкав процент можеш да се пофалиш? Дали можеш да кажеш јас сум чист од крвта на 70% од сите тие мои пријатели и соседи, бидејќи барем на 70% им кажам? Или да го спуштаме нивото на 50%? За колку? На 30%? Може би за некој ќе биде на 10%? Размислете. Павле на крајот од неговата служба вели не пропуштив на никој, на сите им кажа. Ти може би не си на крајот од твојата служба, но тоа не значи дека треба да чекаш да дојдеш на 90 години за да кажеш им кажав на сите. Бидејќи со некој од нив живееш подолго време, а не си им кажал.
Твоите комшии, може би со нив се гледаш веќе 10-20 години, а не си им кажал. Твоите колеги на работа все уште вероятно одиш на работа 10 години, на некој од нив все уште не си им кажал. Затоа прашањето е, дали можеш да го кажеш истото што и Павле и во која мера? Во која мера можам да се пофалам, јас Горан сум чист од крвта на моите комшии, бидејќи не пропуштив да им кажам. На сите им кажав, на сите сум им дал нов завет, на сите сум исполнал за Исус, сум ги поканил на црква, барем еднаш во животот сум пробал да им кажам. Не е наше дали тие ќе поверуваат. Не е наше дали тие ќе сакаат да слушаат. Може би некои од вашите колеги, соседи, воопшто нема да сакаат да ве слушат, ќе кажат, ај горе не ми збори за тоа, не сакам. Но наше да ја искористиме приликата. Токму затоа Павле вели, чист сум од крвта на сите. Наше да кажеме на крајот дека јас сум пробал на тој мој сосед да му кажам. Сум пробал на Петар, сум пробал на Ристо, сум пробал на Трајчо, на било кој, на Снежана, да ја кажам. Може би на некои сте успеале. Дај Боже некои од нив и да поверуваат. Но ние го имаме како одговорност. И ова одговорност Павле ја спомнува не само овде. Овде јасно ја гледаме во дело апостолски, но слушайте што кажува тој во 1 Коринтијаните 9:16. Ке замолам пак некој да прочита. Павле вели, ако го проповедаме Евангелието, нема со што да се фалам, зашто вели тоа ми е наложено, тоа ми е должност. Не можете да се фалите со нешто што ви е должно, што се едно мора да го извршите. И вели, тешко мене ако не го проповедам Евангелието. Тој е свесен дека ако не го проповеда, носи одговорност. И затоа тој го нагласува тоа нешто. Сега тука има една приметба, или може би едно размислување кај дел од верниците во црквата Господова, која што сакам да ја малце подискутираме или да ја разложиме. Има размислување кај некои од верниците дека должност за споделување на Евангелието е само на пасторите и на проповедниците. Некои верници велат, па добро, тоа не е моја должност, Павле зборува за него, и он бил мисионер, он бил апостол, тоа била негова должност, па нормално. Во денешно време ќе кажат, па ти си платен за тоа нешто, пасторот е платен да го проповеда Евангелието, ја не сум платен, тоа не е моја должност, моја работа ли е јас да го проповедам Евангелието? Моја работа ли е јас да им кажам на другите за Исус? Не е тоа моја работа, тоа не е моја должност. Што мислите, дали таквото размислување е исправно, дали е библиско? Дали секој од нас ја има должност или само пасторот? Еве, едно прашање постои во Кавадарски и го поставам и на вас. Колку од вас сте денеска спасени и сте христијани заради тоа што пасторот ви го споделил Евангелието? Колку од вас поверувавте преку пасторот? Или обратно ќе ја прашам, колку од вас сте поверувале преку некој друг, а не од пасторот? Скоро сите. Значи, еве, во Кавадарски беше 99%. Сега замислете, ако сите вие што сте спасени преку некој ваш пријател што ви кажа, а не е пасторот, што ќе беше ако чекавте пасторот да дојде да ви каже? Значи, ако оваа работа ја оставевме само на пасторот, тешко вас. Денеска се уште ќе бевте не спасени. Вие денеска сте тука и сте спасени и го познавате Исус не благодарение на пасторот, него благодарение на тоа што некој пријател или пријателка ви кажал, некој сосед ви кажал, може би колега, може би ваш брат, може би родител, но во најголем број случаи не бил пасторот. Ако чекавте пасторот да ви каже и ако Бог чекаше само на пасторот, 90% од светот денеска немаше да биде спасен. Зошто јас верувам дека не е библиски да учиме дека само пасторот треба да го споделува Евангелието? Прво затоа што пасторот и да сака не може да постигне секаде. Пасторот не може да постигне на цел свет да го сподели Евангелието. Токму затоа на едно место вели Исус, молете се за работници на Божјата нива. И што кажа после? Затоа што нивата е голема, а работници се малку. Да. Малку се луѓето кои што се спремни да го споделуваат Евангелието. Втора причина, пасторот не може да допре на многу места таму каде што вие можете. Знаете, пасторот не ги познава пријателките на Оливера или комшиите на Радка, толку колку што вие, не знам, колегите на Тони или на Михаел. Пасторот не ги познава толку другарките на младите позади.
Јас не можам дори може би во тој свет и да влезам. Но вие можете. Вие сте таму каде што јас не сум, каде што не е пасторот, каде што не е проповедникот. И вие таму можете на работа да се среќавате со вашите колеги или на школа со вашите другарки секој ден. И вие имате со нив допир таму каде што пасторот нема. Затоа треба да разчистиме дека ова не е должност само на пасторот. Да, ние треба да го споделуваме Евангелието затоа што е должност, но тоа е должност на секој ден од нас. И имају предвид дека еден ден Бог ќе бара од тебе отчет, ако си имал прилика на некого да му кажеш, а не си му кажал. Може би си живеел 20 години со комшијата спроти тебе, си го гледал секој ден, си му викал добар ден, и за тие 20 години ни еднаш да не му спомнеш за Исус, ни еднаш да не го поканиш, ни еднаш да не му понудиш можеби нов завет. Тогаш Бог ќе те праша зошто. Особено имаме одговорноста за оние за кои што знаеме дека можеби нивниот живот е при крај. Некој од нас ќе ни се случи да имаме роднини, пријатели, блиски за кои што можеби знаеме дека се на смртна постел. Не чекајте со нив нова прилика. Ако знаете, искористете приликата, посетете таа личност и разговарате со него за Исус. Веќе не знаете можеби дали тоа нема да е негова последна шанса да се спаси. И повторно и во таков случај, јас можеби ќе го немам пристапот, затоа што јас таа личност немам и познавам. Но ако ти ја познаваш, ако тоа е можеби твој роднина, твој браточет или твој близок комшија, ти ќе имаш можност, тебе ќе те примат, мене нема. Ти ќе можеш да влезеш и да поразговараш и да кажеш, види, ќе бидам со тебе отворен и директен. Твојот живот се ближи при крај, но ти треба да ги изравниш твоите односи со Бог. Може би Господ ќе те исцели, можеме да се молиме, но и да не те исцели, ти треба да си со чисти сметки. Треба да се покажеш да го прифатиш Исус за спас. Така да, тоа е нашата одговорност. Која е втората причина зошто треба да им кажеме на другите? Прво рековме затоа што сме одговорни. И Павле јасно го нагласува тоа нешто, вели тешко мене ако не го проповедам. Вели јас сум чист од одговорноста на сите, бидејќи не пропуштив да ви кажам. Втората причина е за да се спасат и другите. Ние на луѓето им кажуваме за Исус затоа што знаеме дека тоа е единствениот начин и тие да се спасат и да поверуваат. Затоа што ако јас не им кажам, може би нема да има друг кој да им каже. Може би јас сум единствениот Христов амбасадор помеѓу нив кој што може да им каже за Евангелието. Тргнете од себе си. Размислете дали вие денеска ќе бевте спасени ако некој не ви кажеше вам. Вие денеска сте Божјо дете и го познавате Исус и го имате Божјиот мир и гревовите ви се простени, благодарени на тоа што некој се охрабрил и се осмелил да ви го сподели Евангелието. Благодарени на тоа што некој дошол кај тебе и рекол Радка или Цаца и рекол сакам да ти кажам за Исус. Исус го промени мојот живот, верам дека може и твојот. Сакам да ти кажам за една вест која што ќе ти донесе живот вечен. Некој се охрабрил да ви каже и вие сте поверували. Сега, ако сакате и да се спасат вашите близки, треба да им кажете. Причината зашто им кажуваме е за да се спасат. Гледате, ние луѓето не ги канеме во некаква политичка партија. Често пати луѓето мислите, добро да јас сум приклучен таму, а тука исто е. Дали ќе сум приклучен, не знам, во оваа група или во онаа група, некој тоа му е убаво, некој ова му е убаво, ти там си се зачинил, па нели, там ти е убаво во ред мене, па ми е убаво на друго место ќе се зачинам. Но ние не ги нудиме луѓето да се зачинат во некаква политичка партија, па дали си се зачинал или не, се едно. Знаете, и да не припаѓате на ниедна политичка партија, животот пак ќе помине еден ден и не е ништо страшно. Но страшно е ако животот ви помине, а вие не сте го запознали Исус. Затоа огромна е разликата. Ние не им нудиме на луѓето политичка партија, ние им нудиме на луѓето да го запознаат оној кој што нуди вечен живот. И треба да им кажеме за Исус за да се спасат, бидејќи ако не им кажеме, нема да се спасат. Замислете да сте сите во некоја пустина и умирате од жет. И еден од вас случајно реши да се одвои од групата, малце да отиде подалеку во пустината и на другото рибче забележува оаза. Знаете што е оаза? Таму, нели, мало парче каде што има и дрва и се, и наоѓате таму извор. И си се напиете вода и се враќате назад и си уживате. Другите умираат од жет.
вие си сеете покрай нив, вие сте си угасили жетата и вас ви е рамно. Дали би било фер? Дали некој од другите, ако го направи това нещо, би било во ред? И вие, ако да знаете, ќе му речете: добро бе, ти си нашла вода и кютиш, не ли ти е срам? Како да не ми кажеш, не ли гледате колите изумреа тук од жет, а ти си кютиш, си нашла вода и траеш? Па требаше да ни кажеш. Најчовечки е, најнормално е, ако ние сме нашли некаде живот, да им кажеме на другите. Една дефиниција за споделувањето на Евангелието, за евангелизација, која што јас ја научив исто во библиското училиште, гласи вака: вели, евангелизација е кога еден просијак на друг просијак му кажува каде да најде лек. И тоа е всушност споделување на радосната вест. Ние им кажуваме на луѓето за да се спасат. Има еден интересен, но тажен пример за некој верник кој што отишол во некој ресторант на вечер. И додека седел на масата, јасно го слушнал гласот Божи, гласот на Светиот Дух, кој што му кажал: сега ќе дојде келнер да те послужи. Тој келнер има потреба да слушне за Исус. Кажи му го Евангелието за да се спаси. И сега ова нешто го слушнал човекот кој што бил христијанин. Келнерот дошол, ама тој немал храброст да му го сподели Евангелието. Му било незгодно, му било срам. И келнерот дошол повтор пат да му го донесе јадењето. Гласот повторно силно зборува во него: кажи му, кажи му, кажи му. И тоа одекнувало во него. Мислел дека граните ќе му испукаат. Ама не се смело, тој пусти срам и не се решало. А гласот силно зборувал во него. И на крајот си рекол: знам што ќе направам. Ќе завршам сведењето, ќе излезам надвор и ќе го чекам да му заврши смената. Кај да е за саат, 2, 3, 4, ако треба ќе чекам, смената ќе му заврши, тој ќе излезе, па ќе го начекам насамо тука надвор, ќе разговарам со него и ќе му кажам за Исус. Но додека чекал, наеднаш дошло болничко возило, амбуланта, со тие ротациони светла уклучени, свирала, излегле болничарите право со носилката, влегуваат внатре на тркала и надвор изнесуваат на носилката човек. И знаете кој бил? Келнерот, да. Келнерот веќе починал. Тој добил срцев удар за време на работата и на лице место починал и го изнене мртов. Гледате, Бог неколку пати му укажал да му каже на келнерот, знаејќи дека тоа му е последна шанса. Но христијанот не се решал, му било срамно. Затоа е важно да ја искористиме секоја прилика, бидејќи ние на некој со тоа што ќе му споделиме, ќе му донесеме спасение. Треба да им кажеме на луѓето за да се спасат. Ако ние не им кажеме, тие нема да го запознаат Исус, нема да се спасат. Ние имаме таа привилегија да кажеме, да можеме да го донесеме спасението на некои луѓе. И третата причина зошто да им кажеме е затоа што радосната вест не се задржува. Ако навистина ние сме го запознали Исус, тогаш во нашето срце гори еден оган, има една радост која што ние не сакаме да ја чуваме само за себе. Ние ќе сакаме и на другите да им кажеме. И вие кои што сте спасени сте го искусили тоа нешто. Јас познавам некои од вас кои што едва и чекат на некого да кажат. Во вас гори и сакате и со другите да го споделите тоа нешто. Знаете, тоа е како кога ќе пробате некаква добра храна и право велите: види колку убаво, пробај да видиш што убаво е. Или кога ќе ви дадат ќе ви понудат некаков добар производ, дали тоа ќе е од Орифлем или од нешто друго, сте пробале производ, сте ја пробале таа крема и вас ви помогнало. Уште од првото мачкање исчезнале лишаите, уште од првото мачкање ги нема трагите, било што. И што правите вие? Веднаш го рекламирате на друг, вели: абе, пробај да видиш, мене ми помогна, ќе ти помогне на тебе. Абе, се намачкав од прво мачкање, грбот веќе не ме боли. Да видиш што корисна, ефективна крема е. Да ме прашам, ви плаќаат ли за тоа да го кажувате? Не. Вие самите ќе му го понудите без некој да ви дава пари за тоа нешто. Кажете: толку е корисна, верој, ќе ти помогне на тебе. Зошто? Затоа што ти си задоволен. Ти си задоволен и сакаш да го понудиш на друг. И го правиш тоа, бидејќи тебе те направило среќни. Токму тоа е Евангелието. Евангелието нас ни донесе радост, нас ни донесе среќа, нас не исполни, нас ни го даде мирот.
Евангелието не всушност сретна со Спасителот на светот, со оној кој што е извор на животот. И ние сакаме тоа да го споделиме со другите. Ние не можеме да го задржиме за себе си. Особено оние што ги сакаме. Како јас да се спасам, како може јас да го познавам животот вечен, а моите деца да не го познаваат? Како да не кажам на мојата ќерка, на мојот син? Како и нив да не ги запознам? Како на мојот брат да не му кажам? Како моите блиски да не знаат за ова радосна вест? Затоа ние не можеме да го задржиме. Ако навистина тоа нешто го променило твојот живот, ќе сакаш да им кажеш и на другите. Не можеш да го чуваш во себе си. Има еден виц и со него ќе завршам, за тројца пријатели кои што се собрале да си споделат некои тајни, ама некои, да кажеме, лоши навики. Рекле, ајде да си кажеме помеѓу нас, тука имаме доволно близкост, да си ги споделиме и да ни олесни. И еден од нив рекол, ајде, јас прв ќе почнам. Јас е вака да ви се доверам, имам проблем со жените. Не можам да не мислам на жени. Ќе погледам некоја жена, мислам на неа. Дури дома порнографија гледам, имам проблем, ама ви го кажам во доверба, тоа ми е проблем, да знаете. Проблем ми е тешко да го контролирам. Вториот од нив рекол, ајде, тогаш и јас ќе се исповедам, јас ќе ви споделам. Рекол, јас да ви кажам, имам проблем со крадењето. Јас имам со клептоманија проблем. Каде и да видам нешто, сакам од джеб да го ставам. Ќе одидам кај пријатели на гости, ќе видам чадор закачили, одма сакам да го земам. Ќе отидам на работа, колегата оставил новченик на бирото, јас сакам од джеб да го ставам. Имам проблем, ќе влезам во продавница, ако не украдам нешто, да излезам, не можам да издржам, морам нешто да земам. И овој човек се кажа маката и третиот вели, сега малку ми е незгодно, ама ќе ви кажам и јас каков проблем имам. Јас рекол, мојот проблем е се што ќе слушнам, сакам на сите да раскажам. Може да замислите сега како се чувствували моите двајца. А мој човек имал таква мама. Не може ништо да задржи, мора се да каже, на сите да раскаже. За Исус така да раскаже. Тоа ми е поентата. Токму затоа го сподели Исус. Замислете ние да имаме таква навика или таков проблем, ама за Евангелието. Кој ќе го слушнеме Евангелието, да не можеме да го задржиме за себе си, да кажам, морам на сите да го кажам, не можам да го чувам во себе си. Такви христијани треба да бидеме. Само не за кажување на тајни, него за Евангелието. Веќе за Евангелието ни е дозволено да го раскажуваме. Не е тоа тајна, Бог ни заповедал дури да одиме по целиот свет и да го кажуваме на сите. Па има нека Господ ве направи такви христијани, ревностни, со оган во срцето, со радост да зборувате за Него. И да знаете дека тоа е и наша одговорност, но и наша привилегија. Ние имаме одговорност да кажеме на сите со кои што Господ ќе не сретне, сите за кои што ќе има прилика, но имаме и привилегијата да ја носиме веста која што носи живот вечен. Веста која што менува живот и на луѓето. Тоа е нашата привилегија. И нема ли да сте радосни да знаете дека вие сте биле дел од приказната на некој човек чиј што живот е променет. Знаете, јас се радувам кога ќе кажам, јас имам удел во оваа личност. Јас му кажам за Исус, види го сега колку е променен човек. Види го сега колку радосен. Зар не е прекрасно да знаете дека вие сте допринеле за променен живот на некој? Затоа немојте да се воздржувате ако Господ ви даде прилика, бидејќи можеби вие ќе сте причината за нечи променет живот. Споделете го Евангелието кога Господ ќе ви даде прилика. А натаму е Божја работа. Може би ден ќе се радувате кога ќе гледате како се менува животот на таа личност. Нека Бог ве благослови, нека ви даде и мудрост и водство во тоа нешто. Амин.